Почитувани жители на населото Гоце Делчев, драги мои сограѓани, дојдовме вечерва да проговориме нешто за нашата програма, да ви ја кажеме целта, да ви ја кажеме иднината на Куманово, да кажеме што ние ќе направиме за поубава, посветла и прогресивна иднина на Куманово. Најнапред би сакал да ви се заблагодарам на сите вас во името на нашата политичка опција, кога, ако не сега, која е граѓански тип, не партиска, не сврзана со никакви партии и со никакви надворешни интереси, односно никакви интереси на лидери. За тоа што ни овозможивте со 620 подписи за 5 часа по невреме да се такмичиме, односно да се надпреваруваме со сите релевантни големи така наречени партии во нашата општина за целта која што сите ја посакуваме, односно целта што ја посакува народот, а тоа е општина Куманово да ја водат најдобрите, а најдобрите ќе ги изберете вие. Тоа и уште од сега со масовното присуство на сите наши вакви мали собери што ние ги организираме, мислам дека е јасно. Прво да ви кажам по што се разликуваме ние од другите. Се разликуваме по тоа што немаме лидер, се разликуваме по тоа што немаме тутор, се разликуваме по тоа што сето она што ќе го ветиме, не го ветуваме напразно. Не оди тоа во ветер и магла. Сето она што ќе го ветиме во нашата програма, односно тоа што е запишано во нашата програма и тоа што овде ќе ви го објасниме, ќе го оствариме. Тоа е остварливо, тоа е реално и тоа со парите на општина Куманово без никакви дотации од страна. Понатака, ние немаме обврска према никого. Ние ќе бидеме единствена, можеби во Република Македонија, општина која што ќе има локална самоуправна, типична локална самоуправа која што ќе мисли само на општина Куманово и не ја интересира ништо наоколу, заради тоа што не да не ја интересира во прав смисол на зборот, меѓутоа во развојот на општина Куманово само ќе работи, заради тоа што ние немаме обврска ниту да одиме по митинзи, да трошиме залудно пари, ниту да одиме да блокираме улици за да трошиме залудно пари на општина Куманово. Ние тие пари ќе ги употребиме за доброто на Куманово, за она што Куманово му треба да направиме, а не да ги трошиме залудно за некакви си безцелни и безкорисни митинзи или безкорисни собери кои што ќе ги прават во Охрид, Скопје, Струга или не знам на кое друго место. Од овде би сакал да ви кажам дека нашата листа навистина е една листа која што е од прејада на луѓе од најразлични области, стручњаци во своите области, кои што имаат доблест, имаат искуство и имаат знаење да го спроведат сето она што е зацртано во програмата. Сите овие луѓе што ги гледате тука покрај мене се членови односно се кандидати за советници на нашата независна опција, кога ако не сега, или на кумановско речено кад ако не сак, и сите тие се спремни да го дадат својот максимум за развојот на нашата општина, за развојот на нашиот град. Од оваа место би сакал да им порачам на сите политички лидери да престанат да не делат по национална, по верска и секаква друга припадност, а најмалку да не делат по партиска припадност. Тоа ни фали. Ние треба да живееме сите на овие простори, сите заедно здружени за доброто на Куманово, за доброто на Македонија. Ако сме разединети, како што не прават лидерите, да се мразиме едни со други, нема просперитет во тоа. Треба сите сплотено заедно да работиме за доброто на нашата држава, за доброто на нашиот град
поздрав, бидејќи соседите се не тие кои што се покрај нас, соседи не можеме да увезуваме од странство или не знам од Америка и од другите континенти, или да донесуваме соседи некаде од свемирот. Уште еднаш би сакал на крајот да ви се заблагодарам за вашето присуство во овака голем број и да ви ветам дека уште еднаш и да потенцирам дека сето она во нашата програма што е назначено е остварливо само со средствата на општина Куманово. Доста ни се оние невистини кои што велат дека не можевме тоа да го направиме заради тоа и тоа. И не знам на кого му служат оние револуции од типот на Че Гевара и така натаму, кога ние сме на власт, како да правиме револуција. Благодарам.